Смарагдната плоча на Хермес. Историја на смарагдната плоча. Историјата на оваа плоча, сумирана според сведоштвата на Нидам, 1980 и Холмијард, 1957, ни ја открива следната повест. Плочата се појавила на Западот најнапред во изданијата на псевдо-аристотеловата книга Секретум секреторум, тајна на тајните, која всушност била превод на арапското дело Китаб Сир ал-Асар, книга за тајната на знаците. Прирачник со совети за царевите, што на латински јазик го превеле Јован Хиспаленсис околу 1140 година и Филип Триполски околу 1243 година. Можно е во истиот период и други преведувачи, како Платон од Тиволи и Хуго од Сантала, да направиле своји преводи на плочата, веројатно поаѓајќи од различни извори. Времето на настанување на Китаб Сир ал-Асар не е со сигурност утврдено, иако се предпоставува дека потекнува од околу 800 година, но не е јасно кога плочата станала дел од тоа дело. Холмијард беше првиот што пронајде друга рана арапска верзија во Китаб Устукус ал-Усалтани, втора книга на темелните елементи, припишана на Џабир. Додека Руска пронајде рецензија од 12-тиот век која тврди дека е издиктирана од Серги од Наблус. Недолго потоа, Руска откри уште една верзија придодадена кон Китаб Сир ал-Халика Васанат ал-Табија, книга за тајната на создавањето и уметноста на природата, позната и како Китаб Баланиус ал-Хаким фил Илал, книга на Балинас мудриот за причините. Се смета дека оваа книга била напишана уште во 650 година, а секако била завршена до времето на калифатот на Ал-Мамун, 813-833. Учените луѓе забележале сличности меѓу оваа книга и сириската книга на богатствата од Јов од Едеса, 9 век, како и со списите на коине на епископот Немеси од Емеса во Сирија од средината на 4 век. Сепак, иако ова упатува на можно сириско потекло, ниту еден од овие списи не ја содржи самата плоча. Балинас вообичаено се поистоветува со Аполониот Тијана, но нема доволно докази за да се поврзе со Китаб Баланиус, а дури и да постоеле такви, преданието говори дека Балинас ја пронашол плочата, а не дека ја напишал. Новите откритија на свитоците од мртвото море и текстовите од Нак Хамади сведочат дека криењето на текстови во пештери било возможно, дури и да ги немавме пирамидите пред нас. Руска предложи потекло од подалечниот исток, а Нидам предпостави дека изворот е во Кина. Холмијард, Дейвис и другите сметаат дека оваа плоча би можела да биде еден од најстарите алхемиски трудови што ни се зачувани. Треба да се напомене дека египтјаните го користеле терминот што денес се преведува како смарагд, за смарагди, зелен гранит, а можеби и за зелен јаспис. Во средниот век, смарагдната плоча на готските кралеви од Шпанија и Сакро Катино, сад за кој се говорело дека и припаѓал на кралицата од Саба, дека се користел на тајната вечера и дека е направен од смарагд. Сушност биле изработени од зелено стакло. Преводи од Џабир ибн Хајан. 0. Балинас го спомнува врежаниот запис на плочата што беше во рацете на Хермес, кој вели: 1. Вистина. Потврда. Она во што нема сомневање. 2. Она што е горе е од она што е долу, и она што е долу е од она што е горе, правејќи ги чудата на едното. 3. Како што сите нешта беа од едното. 4. Негов татко е сонцето, а негова мајка е месечината. 5. Земјата го носеше во својата утроба, и ветрот го хранеше во својата утроба. 6. Како земја која ќе стане оган. 7. А хранија земјата со она што е суптилно, со најголема моќ. 7. Тоа се вознесува од земјата кон небото и станува владетел над она што е горе и она што е долу. 8. И јас веќе го објаснив значењето на сето ова во 2 од овие мои книги. Друга арапска верзија, од германскиот превод на Руска, преведено од анонимен К.
0. Еве го она што свештеникот Серги од Наблус го издиктира за влегувањето на Балинас во скриената одаја. По моето влегување во одајата, каде што беше поставен талисманот, пристапив до еден старец што седеше на златен престол, кој во едната рака држеше смарагдна плоча. И гледајте, на неа беше запишано следново, на сириски, преисконскиот јазик. 1. Еве вистиното објаснување, за кое не може да има сомневање. 2. Тоа сведочи, горето е од долото, и долото е од горето, дело на чудото на едниот. 3. И нештата настанаа од оваа преисконска субстанција преку едно единствено дејство. Колку ли е чудесно ова дело? Тоа е главниот принцип на светот и негов одржувач. 4. Негов татко е сонцето, а негова мајка е месечината. 5. Ветрот го носеше во своето тело, а земјата го хранеше. 6. Тоа е татко на талисманите и заштитник на чудата. 6. Чии сили се совршени и чии светлини се потврдени. 7. Оган што станува земја. 7. Оддели ја земјата од огнот, та ќе го достигнеш суптилното како поприсутно од грубото, со грижа и мудрост. 8. Тоа се вознесува од земјата кон небото, за да ги привлече светлините на височините кон себе, и се спушта кон земјата, така во него се силите на горето и на долото. 9. Бидејќи светлината на светлините е во него, така темнината бега пред него. 10. Сила над силите, која го надминува секое суптилно нешто и продира во што е грубо. 11. Структурата на микрокосмосот е во согласност со структурата на макрокосмосот. 12. И според ова постапуваат оние што се знаени. 13. Кон ова тежнееше Хермес, кој беше тројно благодатен со мудрост. 14. И ова е неговата последна книга, која ја скрива одајата. 12 вековен латински текст. 0. Кога влегов во пештерата, ја примив плочата заради која, испишана, ја зедов меѓу рацете на Хермес, во која ги открив овие зборови. 1. Вистинито без лага, сигурно, најсигурно. 2. Она што е горе е како она што е долу, и она што е долу е како она што е горе. За да се направи чудото на едното нешто. 3. И како што сите нешта беа создадени од созрцанието на едниот, така сите нешта се родија од една приспособеност. 4. Негов татко е сонцето, негова мајка е месечината. 5. Ветрот го носеше во својата утроба, земјата го доеше. 6. Тоа е татко на сите дела на чудата телесми во светот. 6. Неговата сила е совршена, интегра. 7. Ако се сврти кон земјата, 7. Ќе оддели земјата од огнот, суптилното од грубото. 8. Со голема способност се вознесува од земјата кон небото. Повторно се спушта кон земјата и ја враќа силата на горето и на долото. 9. Така ќе ја примиш славата на различноста на светот. Секоја темнина ќе побегне од тебе. 10. Ова е сета најсилна јачина на секоја јачина, зашто ги надминува сите суптилни нешта и продира ни сите цврсти нешта. 11. Така беше создаден светот. 11. Од ова доаѓаат чудесните приспособености чија постапка е оваа. 12. Затоа сум наречен Хермес, зашто поседувам 3 дела од мудроста на целиот свет. 13. И целосно е она што требаше да го кажам за делото на сонцето, од книгата на Галиени Алфахими. Превод од Аурелиум Окулте Филозофорум. Георги Беатус. 1. Ова е вистина и е оддалечено од секоја покривка на лага. 2. Што и да е долу, слично е на она што е горе. Преку ова се прибавуваат и се усовршуваат чудата на делото на едното нешто. 3. Исто така, како што сите нешта се направени од едниот, преку созерцание на едниот, така сите нешта беа создадени од овој еден, преку соединување. 4. Негов татко е сонцето, мајка му е месечината. 5. Ветрот го носеше во утробата.
Негова доилка е земјата, мајката на секое совршенство. 6. А неговата моќ е усовршена. 6. Ако се претвори во земја, 7. А оддели ја земјата од огнот, суптилното и тенкото од грубото и тврдото, разборито, со скромност и мудрост. 7. Ова се вознесува од земјата кон небото и повторно се спушта од небото кон земјата, и ја прима моќта и дејството на нештата што се горе и на нештата што се долу. 8. Со ова средство ќе ја придобиеш славата на целиот свет, и така ќе ги изгониш сите сенки и слепила. 9. Зашто ова, со својата тврдина, ја граби дланката од секоја друга тврдина и моќ? Зашто е способно да прониже и да подчини што е суптилно и што е грубо и тврдо? 11. А со ова средство беше основан светот. 10. И оттука доаѓаат неговите чудесни соединувања и восхитувачки влијанија, бидејќи ова е патот по кој може да се остварат овие чуда. 11. И поради ова ме нарекоа Хермес Трисмегист, зашто ги поседувам трите дела од мудроста и философијата на целата вселена. 12. Мојот говор е завршен, кој го изговорив за соларното дело. Превод од Исак Њутон, околу 1680 година. 1. Вистина е без лага, сигурно и највистинито. 2. Она што е долу е како она што е горе, и она што е горе е како она што е долу, за да се извршат чудата на едното единствено нешто. 3. И како што сите нешта биле и произлегле од едниот преку посредување на едниот, така сите нешта го имаат своето раѓање од ова едно нешто преку приспособување. 4. Сонцето е негов татко, месечината негова мајка. 5. Ветрот го носеше во својата утроба, земјата негова доилка. 6. Таткото на секое совршенство во целиот свет е овде. 7. Неговата сила или моќ е целосна, ако се претвори во земја. 7. А оддели ја земјата од огнот, суптилното од грубото, благо, со голема трудолюбивост. 8. Тоа се вознесува од земјата кон небото и повторно се спушта кон земјата, и ја прима силата на нештата што се горе и долу. 9. Со ова средство ќе имаш славата на целиот свет и со тоа сета темнина ќе побегне од тебе. 10. Неговата сила е над секоја сила. Зашто таа победува секој суптилно нешто и продира ни секое цврсто нешто. 11. А така беше создаден светот. 11. Од ова се и доаѓаат восхитувачки приспособувања, чиј начин или постапка е овде во ова. 12. Од тука сум наречен Хермес Трисмегист, поседувајќи ги трите дела од философијата на целиот свет. 13. Она што го реков за дејството на сонцето е исполнето и завршено. Превод од Криксман, за кој се тврди дека е од фенички јазик. 1. Зборувам вистинито, нелажно, сигурно и највистинито. 2. Овие нешта долу, со оние горе, и оние со овие, повторно ги здружуваат силите така што произведуваат едно единствено нешто, најчудесно од сите. 3. И како што целиот универзум беше изведен од едниот преку словото на еден Бог, така исто сите нешта се преродуваат постојано од овој еден, според распоредот на природата. 4. Сонцето го има за татко, а месечината за мајка. 5. Носено е од воздухот како во утроба, доено е од земјата. 6. Ова е причината за секое совршенство на сите нешта низ целиот универзум. 6. А ова ќе ја достигне највисоката совршеност на силите. 7. Ако биде сведено во земја. 7. А распредели ја овде земјата, а таму огнот, истенчи ја густината на ова, најблагото од сите нешта. 8. Вознеси се со најголема мудрост на духот од земјата кон небото, и оттаму слези повторно на земјата, и препознај дека силите на нештата што се горе и на нештата што се долу се едно. 9. Така што да ја поседуваш славата на целиот свет, и над ова, човекот со бедна судбина не може да има ништо повеќе. 10. Оваа работа сама по себе станува посилна поради оваа тврдина. Таа сигурно ги подчинува сите тела,
се едно дали се тенки или цврсти, продирајки низ нив. 11 и така също содржи светот беше создадено. 11 од тука се остваруваат восхитувачки дела, кои се воспоставуваат според истиот начин. 12 затоа ми е доделено името Хермес Трисмегист, зашто сум откриен како учител на трите дела од мудроста на светот. 13 овие се, значи, созрцанијата за кои заклучив дека треба да се запишат за најбрзите операции на хемиската уметност. Превод од Сигизмунд Бакстром, за кој се тврди дека е превод од халдејски. 0 тајните дела на Хирам, 1 во суштината, но троен во аспектот. 1 вистина е, нема лага, сигурно и вреди да се потпреш на тоа. 2 горното се согласува со долното, и долното се согласува со горното, за да се изврши она едно вистински чудесно дело. 3 како што сите нешта своето постоење му го должат на волјата на едниот, така сите нешта своето потекло му го должат на едното единствено нешто, најскриено според уредувањето на единствениот Бог. 4 таткото на тоа едно единствено нешто е сонцето, негова мајка е месечината. 5 ветрот го носи во својата утроба, но негова доилка е духовна земја. 6 тоа едно единствено нешто е татко на сите нешта во универзумот. 6 неговата моќ е совршена. 7 откако ќе биде соединето со духовна земја. 7 оддели ја таа духовна земја од густата или грубата со помош на блага топлина, со многу внимание. 8 во голема мера тоа се вознесува од земјата кон небото и се спушта повторно, новородено, на земјата, и горното и долното се зголемуваат во моќта. 9 со ова ќе учествуваш во почестите на целиот свет. И темнината ќе побегне од тебе. 10 ова е јачината на сите моќи. Со ова ќе бидеш способен да ги надминеш сите нешта и да преобразиш се што е фино и што е грубо. 11 на овој начин светот беше создаден. 11 уредувањата што го следат овој пат се скриени. 12 поради оваа причина сум наречен Хирам Телат Мехасот, 1 во суштината, но троен во аспектот. Во оваа тројство е скриена мудроста на целиот свет. 13 завршено е сега, она што го реков за дејствата на сонцето. Крај на смарагдната плоча. Превод од Мадам Блаватска. 2 она што е долу е како она што е горе, и она што е горе е слично на она што е долу, за да се извршат чудата на едното единствено нешто. 3 како што сите нешта беа создадени преку посредување на едно суштество, така сите нешта беа создадени од овој еден преку приспособување. 4 негов татко е сонцето, негова мајка е месечината. 6 тоа е причината за секое совршенство низ целата земја. 5 неговата моќ е совршена ако се претвори во земја. 7 оддели ја земјата од огнот, суптилното од грубото, постапувајќи разборито и со расудување. 6 вознеси се со најголема мудрост од земјата кон небото и соедини ја моќта на нештата што се подолу и погоре. 7 така ќе ја поседуваш светлината на целиот свет и сета темнина ќе побегне од тебе. 8 ова нешто има поголема тврдина од самата тврдина, зашто ќе го надмине секое суптилно нешто и ќе продри низ секое цврсто нешто. 11 преку него беше создаден светот. Превод од Фулканели од француски преведен од Сиве Кинг. 1 ова е вистината, сета вистина и ништо друго освен вистината. 2 како долу, така и горе, и како горе, така и долу. Со ова знаење единствено можеш да вршиш чуда. 3 и бидејќи сите нешта постојат во и произлегуваат од едниот, кој е крајната причина, така сите нешта се раѓаат според својот вид од овој еден. 4 сонцето е татко, месечината е мајка. 5 ветрот го носеше во својата утроба. Земјата е негова доилка и негов чувар. 6 тој е татко на сите нешта. 6 вечната волја е содржана во него.
7. Овде, на земјата, неговата сила, неговата моќ остануваат една и неразделно. 7. Земјата мора да се оддели од огнот, суптилното од густото, благо, со неуморна грижа. 8. Тоа се издигнува од земјата и се спушта од небото. Тоа ја собира кон себе силата на нештата што се горе и нештата што се долу. 9. Со помош на ова едно нешто сета слава на светот ќе биде твоја и сета темнина ќе побегне од тебе. 10. Тоа е моќ, силно со силата на секоја моќ, зашто ќе ги продри сите тајни и ќе ја растера сета незнаење. 11. Преку него беше создаден светот. 11. Од него се раѓаат многубројни чуда, чии начини за постигнување се дадени овде. 12. Поради оваа причина сум наречен Хермес Трисмегист, зашто ги поседувам трите суштински дела од философијата на универзумот. 13. Ова е збирниот износ на делото на Сонцето. Нов превод од Фулканели. 1. Вистина е без лага, сигурно и највистинито. 2. Она што е долу е како она што е на висините, и она што е на висините е како она што е долу. Преку овие нешта се прават чудата на едното нешто. 3. И како што сите нешта се, и доаѓаат од едниот, преку посредување на едниот, така сите нешта се раѓаат од оваа единствена работа преку приспособување. 4. Сонцето е татко, а месечината е мајка. 5. Ветрот го носи во својот стомак. Земјата е негова хранителка и негов сад. 6. Таткото на сите телемик дела на чудата, од универзалниот свет е овде. 6. А неговата сила или моќ останува целосна. 7. Ако се претвори во земја. 7. А оддели ја земјата од огнот, суптилното од грубото, благо, со голем труд. 8. Тоа се искачува од земјата и се спушта од небото, и ја прима силата на нештата горни и нештата долни. 9. По овој пат ќе имаш славата на светот и сета темнина ќе побегне од тебе. 10. Тоа е моќ силна со сета моќ, зашто ќе победи секое суптилно нешто и ќе продри низ секое цврсто нешто. 11. На овој начин светот беше создаден. 11. Од него се раѓаат прекрасни приспособувања, чиј пат е даден овде. 12. Тоа е причината поради која сум наречен Хермес Трисмегист, поседувајќи ги трите дела од универзалната философија. 13. Ова, што го нареков соларно дело, е завршено. Превод од Идрис Шах. 1. Вистината, сигурноста, највистинитото, без лага. 2. Она што е горе е како она што е долу. Она што е долу е како она што е горе. Чудото на единството треба да се достигне. 3. Се е создадено од созрцание на единството, и сите нешта произлегуваат од единството, преку приспособување. 4. Негови родители се сонцето и месечината. 5. Беше носено од ветрот и хрането од земјата. 6. Секој чудо е од него. 6. А и неговата моќ е целосна. 7. Фрли го врз земјата. 7. А и земјата ќе се оддели од огнот. Неопипливото одделено од опипливото. 8. Преку мудроста се вознесува бавно од светот кон небото. Потоа се спушта кон светот, соединувајќи ја моќта на горното и долното. 9. Така ќе имаш просветленоста на целиот свет, и темнината ќе исчезне. 10. Ова е моќта на сета јачина, таа го надминува она што е нежно и продира низ цврстите нешта. 11. А ова беше средството за создавање на светот. 11. И во иднината ќе бидат направени прекрасни развои, и ова е патот. 12. Јас сум Хермес, тројниот мудрец, така наречен зашто ги поседувам трите елементи на сета мудрост. 13. И така завршува откровението за делото на Сонцето. Хипотетички кинески извор. 1. Вистина, вистина, без простор за сомневање, сигурно, достојно за сета доверба. 2. Гледај, највисокото доаѓа од најниското, а најниското од највисокото,
навистина чудесно дело на тао. 3. Гледај како сите нешта потекнаа од него преку еден единствен процес. 4. Татко на ова еликсирот е сонцето, Јанг, негова мајка е месечината, Јин. 5. Ветрот го носеше во својата утроба, а земјата го хранеше. 6. Ова е татко на чудесните дела, промени и преобразби, чувар на тајните, 6а, совршено во своите моки, здив на светлините. 7. Овој оган ќе биде излеан врз земјата. 7а, така оддели е земјата од огнот, суптилното од грубото, постапувајќи разборито и со умешност. 8. Тоа се вознесува од земјата кон небесата, и им заповеда на светлините погоре, потоа се спушта повторно на земјата, и во него е моќта на највисокото и најниското. 9. Така, кога ќе имаш светлината на светлините, темнината ќе побегне од тебе. 10. Со оваа моќ на моќите, еликсирот, ќе бидеш способен да стекнеш власт над секое суптилно нешто, и ќе бидеш способен да продриш низ се што е грубо. 11. На овој начин беше создаден самиот голем свет. 11. Од тука, вака и вака ќе се остварат чудесните операции.